Македонија вечна. Моја Македонија. Почитувани, пред да ве гушнам со љубовта за Македонија, еве дел од Божјата порака преку апостол Павле. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, а и така силна вера што и планини да поместувам. Ако љубов немам, ништо не сум. Почитувани, отворете го вашето срце и дарувајте љубов и бидете благословени. Колку им било мачно на македонците да се изборат за основното човеково право, правото за самоопределување кон крајот на 19. век и првата половина на 20. век, до формирањето на својата држава Македонија, која ни даде вечност нам, македонците, и на македонизмот. Вилсоновата доктрина за правото на народите за самоопределување ја нагласува и Тшенхали во Думата, повикувајќи се на меморандумот за независност на Македонија од 3 март 1913 година. А како став на социјал-демократската странка на Русија, во заштита на правото на македонскиот народ на самоопределување, со грозење од борбата помеѓу бившите балкански сојузници околу поделбата на Македонија. Тшенхали ја обвинува и руската дипломатија, која не превземала да се примени во живот клаузулата на Берлинскиот договор од 1878 година за создавање на автономна Македонија. Цитирам: "За какво ослободување на македонскиот народ зборувате? Многу убав начин на ослободување. Од една страна ви го признаваат правото на самоопределување, а од друга ве распарчуваат, ве дробат за љубов и задоволување на апетитите на некои си Кобурзи, Караѓорđevići и други." Почитувани, лесно е да оформиш нација при постојана држава. Најтешко е да ја изградиш нацијата без држава. Тоа е македонецот и Македонија. Срцето на македонецот е отворено за љубов и вечно пријателство спрема србите и бугарите и грците. Одговорност за светла заедничка иднина имаат сите, а и големите сили. Македонија вечна. Моја, наша Македонија.